Стаматовски зазема едно од централните и невидните места меѓу основоположниците на македонската наука за јазикот. Целиот свој животен век го посвети на заштита на македонскиот јазик. Во континуитет беше мостот меѓу Институтот за македонски јазик и светот. Забележа Јованова Грујовска на одбележувањето 100 години од раѓањето на истакнатиот македонски лингвист и научник Трајко Стаматовски. Тој исто така е човекот кој што будно стоеше, ќе речеме, на стражата за зачувување на македонскиот јазик, неговата историја, можноста да се покаже дека македонскиот јазик е посебен јазик, кој што се издвојува настрана од другите словенски јазици и истовремено дека има своја историја, има свој развоен пат и се разбира има своја иднина. Тој до последниот момент, до својата последна книга, ова го пишуваше, се бореше, и всушност можеме да кажеме дека Трајко Стаматовски е еден од основачите на Институтот за македонски јазик, на научната дејност во институтот и на поврзувањето на Институтот за македонски јазик со светот. Во ниту еден миг не треба да заборавиме на неговиот придонес во македонистиката, пред се во ономастиката што беше негов главен домен, рече професор Карамфиловски. Стаматовски целиот свој живот го вложи во фондацијата Небрегово, во оставината на Блаже Конески. Во таа смисла беше многу важна неговата стратешка мисла да се обнови родната куќа на Конески, да стане спомендом и еден вид на култно место за македонистиката воопшто. Кој ќе биде посетувано од ученици, студенти, од видни македонисти, па и студенти се разбира кои учествуваат на клучните, би рекол, манифестации со странци за македонистиката, тоа е меѓународниот семинар за македонски јазик, струшките вечери на поезијата и други настани. Филолошкиот факултет исто така организира меѓународни филолошки конференции, така што учесниците имаат можност и на лице место да го видат домот во кој се родил Блаже Конески. Со самото тоа се, како да кажам, се поддржува чувањето на споменот, се освежуваат сеќавањата, луѓето посебно доживуваат кога посетуваат некое место поврзано со животот на истакната личност. Стаматовски го формираше и оделението за ономастика во Институтот за македонски јазик. Најголемите научни трудови во ономастиката, меѓу кои речникот на презимињата на македонците, беа под негово раководство. Како раководител на оделението за македонска ономастика, кое што во тој период било во зародиш кај нас, доктор Трајко Стаматовски се нашол пред нималу лесна задача. Најпрво да селектира и обезбеди соодветен кадар, кој подоцна ќе го обучува за потребите на научните истражувања во неговото оделение. Во тој контекст Стаматовски го истакнал својот изострен осет во изборот на соработници во оделението за ономастика, кое што набрзо прераснало во едно од најбројните и би рекла најтимски оделенија во Институтот за македонски јазик. Стаматовски, како истоврсник речиси со Блаже Конески, е сведок на низа настани што се однесуваат на македонскиот јазик, никогаш и неповолни, кои останале незабележани од Конески, а за кои можеме да прочитаме и да дознаеме токму во овие последни книги на Стаматовски. Во рамки на одбележувањето 100 години од раѓањето на професорот Стаматовски, беше прикажана и емисијата Мојот пат на телевизија Телма, снимена во 1999 година, во која професорот Стаматовски говори за својата посветеност и доследност за развојот на македонистиката низ свој животен и творечки пат. Тој мој научен пат е определен уште со самото запишување на факултетот, со отворањето на факултетот и на групата за македонски јазик. Сигурно може да одберам студии на некој друг факултет. Меѓутоа се определих токму за македонски јазик, бидејќи уште како млад, како средношколец, дојдов во допир
со напредна литература и на македонски јазик и видов дека македонскиот јазик има иднина и затоа мислам дека не грешив што се определив за оваа наука и како што обично велат сите творци од разни области и кога пак би изведел, пак би ја извел истата.